Народна медицина. Рен. Ренот има дебел, месест и разгранет корен и исправено стебленце со висина од 15 до 125 см и со бела или жолто-бела боја. Во горниот дел стебленцето е разгрането, аглесто и празно. Преземните листови се со долги дршки, со издолжан јајцевиден облик, а на основата се срцевидни. Тие може да бидат долги и до 1 метар. Листовите на стеблото се со кратки дршки или седечки, делени во резени или длабоко назабени. Цутовите се метличести, сложени од многобројни гроздови. Ливчињата се со обод со мембрана. Листовите на цветното венче се поставени накрсно, а тие се бели и широко јајцевидни. Плодот е обвиен со топчаста лушпа. Ренот цвета од мај до јули, а расте на влажни места. Според старогрчката митологија, во светилиштето во Делфи, пророчниците му рекле на Аполон дека ренот вреди онолку злато колку што тежи неговиот корен. Ренот го споменува и Плиний во делото Историја на природата, а во Помпеја во еден мурал е пронајдена слика на рен. Исто така, за корисните својства на ренот пишувале Џорџ Вашингтон и Томас Џеферсон. Свежиот корен на ренот се користи како додаток на јадењата, но и како составен дел на некои растителни препарати. Ренот се одгледува поради коренот, кој се вади во есен, а може да се зачува и во текот на зимата ако остане закопан. Доколку коренот не се извади навреме, ренот може да стане инвазивно градинарско растение. При тоа, коренот кој не е изваден навреме станува дрвенаст и не е погоден за употреба во готвењето. Со помош на дестилација, од ренот може да се добие етерично масло. Разблажениот сок од рен се употребува за миење на устата и грлото, затоа што ги смирува воспаленијата. Исто така, изренданиот корен од рен се користи надворешно како средство за дразнење на кожата. Ја подобрува периферната циркулација кај ревматски болки, невралгии и смрзнатини. Советите од народната медицина не се замена за стручен лекарски совет.